Неопходен е соживот меѓу граѓаните. Мора да бидеме сплотени за зачувување на државните и националните интереси и да соработуваме со соседите. Државниот врв со слични пораки го обележа овогодинешниот празник Илинден. Во Илинденскиот говор, председателот на државата Ѓорги Иванов повика на сплотување. Според него на Македонија и недостасува втората половина од слободата, а тоа е Европската унија и НАТО, но цената за влез е премногу висока. Се уште недостасува втората половина на слободата, а тоа е Европска Македонија во Европски Балкан. За да создадеме услови за просперитет во нашиот глобализиран свет, неопходно е да бидеме дел од Европската унија и НАТО. Токму членството досега требаше да ни овозможи конечно да ја достигнеме целата слобода. Но на тој пат ние како држава сме уценети, а цената е висока, премногу висока. Премиерот Зоран Заев во своето обраќање повика на соработка дома и во регионот. Според него Македонија прави се што е потребно за членство во Европската унија и НАТО. Токму членството во овие организации ќе донесело странски инвестиции, простор за нови работни места и помирен живот за сите граѓани. Нашата стратешка цел се членството во Европската унија и НАТО. И Република Македонија, ве уверувам, го прави неопходното. Подадовме раце не само внатре, туку и кон надвор. И еве, има одговор. Има раце кои се испружија кон нас. Еве сме заедно со нашите соседи и пријатели, официјалните представници на граѓаните на Република Бугарија, премиерот Борисов и дел од владата и парламентот на Бугарија, која покажуваат истата одговорност кон заедничките цели. И председателот на Собранието Талат Џафери во своето обраќање на Мечкин камен прочита цитат од Крушевскиот манифест со кој повика на соживот. Според него Македонија во наредниот период ја чекаат тешки одлуки на патот кон Европската унија и НАТО. Еден чекор се направил со подпишувањето на договорот за добро соседство со Бугарија, но се уште голема пречка е спорот со името, истакна Џафери. Сите ние кои живееме тука или барем мнозинството граѓани споделуваме уште една заедничка определба, па ако сакате и сон, а тоа е целосна интеграција во Европска унија и во НАТО. Она што го обележа овогодинешниот Илинден за разлика од претходните години е малиот број на граѓани кои беа во Пелинци и Мечкин камен. Се чини дека поголем број имаше делегации и полициски службеници отколку граѓани.